Меѓутоа и обвинителството во клинч за скандалот на онкологија. Министерот за здравство побара обвинителството да излезе со име и презиме за случајот со препродажба на цитостатици. Оттаму експресно му возвратија. Политичарите да се воздржат од злоупотребата на настанот во политички цели. Ве повикувам сите, уште еднаш апелирам, и ова за онкологија. Значи, крајно е време веќе обвинителството да излезе точно со име и со презиме, зашто ова денеска што го гледате овој костум кај мене, ова ме гуши, ова кравата. Обвинителството речиси 2 месеца истражува и не открива детали од истрагата, иако јавноста инсистира да биде транспарентно бидејќи станува збор за човечки животи. Во одговорот до меѓутоа само повторуваат дека работеле темелно и одговорно. Јавното обвинителство води предистражна постапка и не постапува по барањата на други лица. Информации се споделуваат единствено во обем кој нема да наштети на постапката. Јавните обвинители работат темелно и одговорно, почитувајќи ги сите законски рокови. Јавното обвинителство апелира политичарите да се воздржат од употребата на овој чувствителен предмет во политички цели. Во меѓувреме на барање на пратеничката група на ВМРО ДПМН, анкетната комисија за скандалот на онкологија ќе продолжи со работа уште 30 дена. Досега се сослушани повеќе од 50 лица, поранешни и сегашни министри и заменици, директори, раководители на сектори, вработени во Министерството за здравство, Фондот за здравство, Малмет, Државен здравствен инспекторат, како и од Клиниката за радиологија и онкологија. Во процесот на сослушување на овие лица се појавија нови и важни факти и околности за анкетната комисија кои што можат да придонесат до конечно утврдување на прекршување на уставните и законските одредби како основ за утврдување на политичка одговорност. Дополнително, во текот на изминатите денови беа објавени нови сознанија за случајот со онкологија, од кои може да се заклучи дека станува збор за основани сомневања за метастазирано диво месо во здравствениот систем и владење на канцер мафија. Следната седница на анкетната комисија за онкологија според најавите ќе се одржи во понеделник.